Да беше Ленин Лена, ќе бевте најдобри другарки? Па ќе бевме, ќе ја водев често на депилација. Се согласувам за најдобрата другарка. Како? Ја тоа правило прво го научи. Исто како брак. Значи, само климат со глава. И видиш, да, така, драгам. Што ми е познато нешто. За да биле искрени машко-женските пријателства, во таа врска еден мора да биде поприлично неубав. Односно, едниот морал да биде многу грд. Па видиме. И вако врунтав. И со влакна. Абе, кај може маж да биде убав? Ако е маж убав, треба да е женско или барем да има такви. Тања, ти што ќе му правиш на Ленин така? Например, ти си со професорките од, не знам, од твојата школа или со некоја висока делегација и ти го се појавува? Го замислуваш? Имав проблеми да се објаснам тоа со бразилката, бидејќи мојата партнерка е бразилка и сега која, што е на крај реков сестра ми е и сега Зорка ми е сестра. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Натура Терапи, Про Хигиена, Ладрија Козметикс, Захарчев Винарија, Флорадикс, Сија Флауерс, Кенди, Бела Пац, New Age. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Во време кога на социјалните мрежи имаме и јадници пријатели, а дома ни доаѓаат двајца, кога се расфрламе со фразата кај си бе брат, кога заарно сите се тука, а за лошо обично знаат да кажат би дошол, ама те молам разбериме. Во денешнава епизода ќе позборуваме за тоа што кога пријателите не напредуваат со иста брзина како ние. Што кога на пријателот наискрено ќе му кажеме нешто, а тој ќе се навреди. И најважно, кога повеќе пријателствата се филтрираат. Кога е добро или кога е лошо. Знаеме дека роднините и комшиите не можеме да ги одбереме, но во денешнава епизода ќе се обидеме со моите гости да ви кажеме како да одберете вистински пријатели. А денеска, за да ги срушиме сите стереотипи, имаме машко-женски пријателства. А еве ги моите гости. Тој е Тик-так, а таа е Зорка. Тие се водителски пар на утринската програма на Радио 2. Совршено се дополнуваат кога говорат и супер се разбираат кога молчат. Пријатели се, но ке беше ли така ако Тик-так беше женско или Зорка машко? Слушаме од нив двајцата. Таа е професорка, тој е бизнисмен и моторџија, а од неодамна и професор. Се знаат со години. Ја делат истата страст кон квалитетниот разговор, добрата мисла и отворениот ум. Заарно за лошо, тука се. И кога се моторџиските собери, и кога се свадбарските пирошки. Но прашањето е следно. Да беше Ленин Јовановски женско, ке беа ли најдобри другарки со Татјана Алексич? Добре ми дошле. Добро ја нашле. Веднаш прашањето, да беше Ленин Лена, ќе бевте најдобри другарки? Па ќе бевме, ќе ја водев често на депилација. Така натурална другарка, нели? Природно си природно. Сега ме разучар, како можеш мене као женско да ме замислиш? Тоа е пријателска љубов, значи по секоја цена, па нека си женска. Добро. А косата? Ке менјаме фризура? Ма не, зашто, кежо, нек си биде вака природно. Така, природно. добро, Стасита. Значи, Стасита Лена. Лена мори. Мал се тавки изгледа Лена, ама добро. Веднаш да поправам. Ленин е типичен алфа мажек со идеален машки баланс. Значи, се што е машко поврзано е со Ленин. Никакво сомневање, никош не би се издепилирал, нито нешто би сменил во неговиот таков имидж, така да тоа беше мала шега, дека ако беше женско, ќе ги издепилирав. Добро. Не пробуваме, не продолжуваме. Кај вас, ако е женско Тик-так, значи, зашо вие ќе се каравте? Па веројатно ќе бендисав исти фустан или не знам,
Имавме проблем кога излегуваме, зашто јас малку доцнам, ти секогаш си на време. Нешто така, веројатно, ке се скаравме. Се согласуваш? Генерално. Се согласувам со најдобрата другарка. Како? Ја тоа правило прво го научи. Да. Исто како у брак. Значи, само климаш Само со климаш глава. со глава. И видиш, да, така е, драгам. Што ми е познато нешто? Сега има, не знам, некое правило е, демек за да биле искрени машко-женските пријателства, во таа врска еден мора да биде поприлично неубав. Односно, едниот морал да биде многу грд. Па видиме. Најубав. Нека бидам ја. Не, мислам дека тоа не важи, нели? Па не важи, мислам дека тоа е некој стереотип, затоа што види, ако се двајцата убави, одма ќе почнат муабети од типот, па не се само пријатели, па нешто тука има. А вака, ако едниот е грд, секогаш може да... Они да... Види ја Зорка, мислам. Нема, од друга Јас страна со па ти Зорка. е секојдневие ликот кој што го гледаш и веројатно не го сакаш на оној начин да те привлекува, не знам, поинаку од онаа пријателска љубов, така да Види. не би се сложил. Да, Ленин лепотици, и вако врунтав. И со влакна. Абе, кај може маж да биде убав? Ако е маж убав, треба да е женско, или барем да има такви женски манери, да е лепушкаст. Затоа и Тогаш почнав со повеќе него. личи на женско. Маж по сила на не, по сите гледања е грд, треба да е грд, мажествен. Убавината припаѓа на жената. Мажите не може да се квалификуваат по убави, ако веќе идат по тоа, веќе навлагаме во нешто друго. Иако девојките секогаш се заљубуваат у така полепушкасти и депилирани мажи, ама тоа е на почетокот, предпоставам, додека се помлади. Иначе мажот Ним е пораснале грд, мажот е зверот, а жената е убавицата. Мислам, тоа е во природата. Сега има исклучоци во секој случај. Добро. Колку време се знаете? Ајде, Зорка, тик-так, така официјално ќе останеме на Да, тик-так? да, не да. сака да си го каже името. Нема да му го откриваме. 15. Мислам дека 16 околу години. 15-16, да. Така. Како се запознавте? Па тој ми Според приде. денешни критериуми ја демнев. Според денешни критериуми. Стварно. Да, ја слушав на радио. Ја водев утринска на радио 2 тоа време. А Зорка водеше утринска на едно друго радио и сега по игра на случајот, она почнуваше пред мене, нели, приватна фирма, со рударите одиш на работа и ја додека возев на работа, морав да слушам нешто на радио и ја слушав Зорка. Сега пази друг парадокс, ја завршувам на работа, Зорка уште работи. И ја пак на возење на кај дома ја слушам Зорка и викам, има глас. Слушај кога зборува, ја слушаш насмевката. И тоа ме плени у првиот момент и ја реков, морам ја да се запознам со ова девојче и после почнав. Пораче тука, пораче таму. Знаеш, Всушност ми прагаше информации да ми помогне, затоа што тој пат завршуваше пред мене, и ова може да го каже и тоа. Ком супер е, фала што ми помогна на Не некој помисли начин. дека има поинакви намери? Не, никогаш. Тоа сакам да го попрашаш, да видиш што Мислев дека всушност ме кара на некој начин дека нешто правам кое што не треба, затоа што во тоа време јас бев почетник радиоводител, а тој веќе беше изграден човек и секој негов збор или критика мене многу ми знае до ден денес, кога е некој многу нели пред мене или си ја знае работата, сакам да слушнам критика и мислев дека тоа е една конструктивна критика. Меѓутоа претпоставам дека имам некои други планови за тоа како ќе функционирам, ама никош не помислев дека уствариме демна за да бидеме заедно во емисија. Добро. Кај вас како се случи пријателството? Дали доволно се познавате, кога кажем, мислев матичарки изгледа. Да. Ја лапачата да кажам прва. Не знам кој како може иста приказ да имате. Почна со мене. Те со Беа тебе. поканети во нешто убаво. На Сител, емисијата. екипата Нокни волци. Значи водев емисија, водителка бев. Така како волк ти дојде, а? Да, и се сеќам на муабет отидовме, како ви се викаше кај Волк. вашиот волк, да. Има баш онака Ноќен клуб. ноќен клуб, ама онака баш Пред колку моторџиски. години е тоа? Има 15 Пред години? кај Карши хотел Белвит. Па има од 2008 беше тоа. Така. Да. 2008. Поише 17. 17. Ете така и ја одам со мажми да ги видам, значи никакви афинитети за мотосветот, ништо. Се разбира моторџиството како тој шминкање што се разбира. Идеме со мажми и Ленин да нака корпулентен, крупен, друга димензија, други луѓе, моторџи сите. Чекај сега, искрено да ми кажеш, дојде со машти затоа што ти беше стравка и волците? Не, ме возеше, значи заедно. добро. заедно Кажувам. Значи шофер, мажми ми беше шофер, заедно си отидовме, значи без никаков
Страф и тогаш се запознавме, па ми беа гости во емисија и почна дружењето, имаше после тоа еден удес, па се јавив да прашам како си, што си и така почнавме да комуницираме, па им станав пиар на нокните волци, они дежурна лапачка. Значи работата ве поврзува по приватно. Меѓутоа никако баш ја засакав таа нивна различност и одевме на тие инвенти нивни секогаш и ги водев и кога требаше медиумски да се застапат, да се викнат. Ти плаќа ли? Плаќавте или тоа беше љубав само? Не, се беше волонтерски. Па во почетокот беше, прво бев платена, после, знаеш како, кога си вир, само што не ми пресираше. Не, учествуваше еднашка. Еднашка беше платена. Чекај сега да го слушнам. Бидете навлече. Не, еднашка беше платена, меѓутоа тоа беше проект од кој што имаше пари, беа предвидени средства за нејзината улога и нормално и ги доделивме нејзе, инаку незиниот ангажман кај нас траеше со години и никогаш не го наплати. Не знам, ја не се сеќавам ако некој друг те плаќа. Не ти Тања или вие немавте? Не, ја не си знам. побара? Станавме пријатели, знаеш, на пријателски. Тебе ќе те плаќам. Не, многу осетлива беше, не дека немало понуди или да друг начин. Не сакам ја ова, не, ја ова за вас, ја ова љубов. Инаку беше тоа, пошто јас не и наплакев кога ме канеше во емисии да идам, да си пополни време, пошто ме канеше на разноразни теми, си правеше разноразни проекти и јас секогаш присутен таму и така. Гледаш ли Тања така како се го створи гледал? пријателството, дури Како го представи бизнисмен менаџер? Јас сум педагог, учим овде ке дури верувам дека има забележано шо, па сега стално го викаш Она така се наплаќала. Добро, имало компензација. да. Имало компензација. Инаку ме чува, секош кога ќе се собереме негде, тоа волците околу мене и не можеш никогаш со некој случајно друг да правиш мобет, нема шанси, само кога ќе дојдат. И јас која донесов баш тоа им кажав на сите мои, пошто знаете какви сме, ние сме малку така опуштени, знаеме да сме малку и непристојни во нашето дружење, тоа ни е нас пристојност, меѓутоа познавајќи ја нези его. Немој случајно некој да ја пипне рага да ќе му скршам. Така ја можам да се фатам швалер. Од тогаш. Добро. Ај сега да проверам колку сте лојални еден на друг. Значи, ставам ситуација. Добра. Значи, Ленин и Тик-так, значи немате појма, вие сте затекнати во ситуација. Значи, се јавува сопругот на Тања или на Зорка и вика вака. Тања, односно Зорка, ми рече дека е со тебе и сопругата. И звонам не ми се јавува. Па тебе те бара. Ти што одговараш? Само што си отиде, нема врска, не сме заедно, се правиш дека губи конекција. Да видам сега. Има друга опција или? Нема друга опција, тие се опциите, слушам, значи се јавува сопругот, како се вика сопругот? Горан. Горан се јавува, здраво, Тик-так ми рече Зорка е со тебе, те молам да ми ја дадеш, не се јавува. Што викаш ти? Кажи го ки. Сериозно? Сериозно. Губи конекција. Губи конекција? Да. Да. И после? Реакцијата твоја што правиш? Ја бараш шо или се правиш мртов толку? Се прави мртов толку, гаси телефонот. Добро, и тоа е предност некаква. Добро, чекај да видам Ленин што ќе одговори на ова, значи се јавува сопругот, како се вика сопругот? Ненад звони. Ај, мора да замислиме ситуацијата, Значи, ти бидејќи си не дома со верувам дека сопругата. би се случило така. Они се Зашто што заради боиш од тоа нас што- двајца, маж ми Ненад се носно. Ама добро ете сега, Заради тоа, еве, дешавка таква е. ако би се случило нешто слично, значи би рекол во гужва сум на другата линија разговарам, ќе те побарам за кратко, за да можам да За да се јавам и провери. да прашам што се случува. Озбилно, а? Значи никако не кажувате, не е со мене, не е... Не, нема шанси, не знаеме за што се работи, може да треба да стигне. Добро, тоа ми се допаѓа, добро. Ајде одам на друго. Тања Зорка, го гледаш Ленин или Тик-так, значи некаде на некоја журка, ама она баш расположен, да не речеме многу подгреан. Па нив полесно И, значи, прашање им даваш. Чекај сега, се правиш дека не го гледаш, значи ти мафта, се правиш дека не го гледаш, а ти си во некое фино друштво, отмено друштво, нели? Се правиш дека не го гледаш, одиш го собираш и го носиш дома, нели, за да не го гледаат другите, или му се придружуваш во пијанката. Што правите вие, драги дами? Што правиш? Значи, он е баш непристоен. Значи,
а ти си во многу пристојно друштво, ама ете така. Значи, идеш му се придружуваш, се правиш него гледаш или го пакуваш и го носиш дома. Веројатно би го спакувала, би го унесла дома. Во секој случај би останала со него. Дали ќе остане со мене на место така да што сме и без разлика и покрај тоа што сум јас со други луѓе, предимство ќе му дадам него, да. Група поголема ќе бидеме. Да го оставам, нема да го оставам или ќе го однесам Ќе го дома. сакаш да му вете. Да не го гледаш. Битно за мене, да. Добро. Тања, ти што ќе му правиш на Ленин така? Например, ти си со професорките од, не знам, од твојата школа или со некоја висока делегација и ти го се појавува. Го замислуваш? Прв пат во живот, прв пат го видов под напијан, не можам да кажам пијан, на свадбата на Томче. И баш беше симпатичен, викам на синот, викам на Ружица, прв пат го гледам, а Ружица вика знаел он, Бога ми издрвен да биде птен. Не се случило никогаш да биде така непристоен, за да јас се посрамам. Ама еве да предпоставиме дека ќе направи нешто, ја би им кажала на тие колешки луѓето, еве го Ленин, мојот пријател, малку е под газ, малку е вака така, да си го разбереме, да му се придружиме на човекот. Не би се посрамила, не би го спакувала дома, ако му е убаво, на сите ќе не биде убаво, би гледала некако онака да се приближам во тоа ситуација, во тоа друштво и да бидам тука крај него, ако таква нека хипотетички кажана ситуација. Гледаш колку во прашања, нели? И дојде малку да, Ако треба да пијам, ја да пијам. И да, полесно е. Добро. За сите е прашањето, значи вака. Во ваше друштво некој зборува лошо, например, во твое друштво зборува за Зорка некој лошо, не знае дека вие се знаете, да речеме, не знае, нели? Ти како реагираш? За сите, значи жестоко го демантираш, слушаш и после му кажуваш или кажуваш, а без знаеш што овие те оговараа, или си вртиш глава, не слушаш ништо. Ово еден и два. Значи тоа не дозволувам. Прво демантирам, после информирам. Така? Да. Добро. Вие како поставате? Демантирам жестоко, се случувало, никош не дозволам да зборуваат лошо за него. Зависи, некош може да му кажам, некош ако знам дека ќе го повредам со нека банална трач ситуација, може да прескокнем, да не му кажам за да не го вознемирам, за негово добро. А инаку демантирам и се борам баш се борам да му го задржам тој имиџ и се и да луѓето што такво мислење има да ги разубедам дека не е така како што мислат. Да, драматично би било, да, многу се слично. затрпаш? Па да. Тик така човек кој што ми е многу важен во животот, не верувам дека туку така би оставила некој да си каже што си сака. Особено како мене да ме навредува. Јас сум го одбрала да биде еден од моите најверни пријатели, малтене најверен пријател. Чим ти го навредуваш мојот највреден пријател, значи дека ме навредуваш и мене, така да би била жестока. Ленин? За Јас Тања? Првото што би го направил, би прашал, зависи тој што седи, нели, дали е машко или женско, колку ја познава за да може да коментира. И во секој случај не би дозволил понатамошен коментар или веќе ако има некаква ситуација, сигурно тој или таа треба да ја напушти масата во секој случај. Леле, ја посука ќе ви Му качи уште едно ниво повисоко на пустите објекат. Да, право. Овде има стварно работа со вистински пријатели, по оно што видов, да. Она првото прашање... Ќе се тепаме. Ќе се тепате, гледаш ли? Како треба се Иако тепаме, јас ќе се се обидам вака тепаме. да ме разгалам, нели? За да не се препишувате еден Не со си друг. дзиркаме. Да, оваа дистанца нема никакво влијание. Дури и кај вас, значи ти во моментов живееш во Португалија. Да. Тука е Зорка. Да, тука Вие, иако сте така разделени, работите заедно, значи секоја сабајле сте на утринска, така? Сабајле сме на утринска, у 9:30 се слушаме телефонски, у 2 се слушаме телефонски, у 7:30 се слушаме телефонски, чисто на да размениме што се Просто не можам случувало да си во повирувам текот кога на не сме денот. се слушнале во текот на денот најмалку еднаш или два пати, дури и кога отидов на порање се чувме и кога излегов од сала се чувме, така да таа е таа конекција, да. А што викаат по дома, значи твојот партнер, твојата партнерка? Мислам дека подеднакво, па скоро слично близо кај Горан, како што сум јас од тебе, иако можеби не да толку, имаме ние некои теми што нели работно, што приватно, кои што си ги знаеме.
еден за друг, затоа што се знаеме многу повеќе, многу подолго го знам отколку што го знам ја сопругот. имав проблеми да се објаснам тоа со бразилката, бидејќи мојата партнерка е бразилка и сега која е, што и на крај реков сестра ми е и сега Зорка ми е сестра, да. Така да кажеме, ние сестра му е, тука ние си Не фингираме, разбира, не разбира така која е Зорка. На бразилски да ја кажеме? Како Minha irmã. Зорка е minha irmã. Добро, ермана е. Тоа irmão, Зорка, Зорика, irmão, супер, викам сестра ми, ајде и сега така кој се брега со сестра ми правам муабет, добро. И што сега ќе се објаснуваш? Добро, сестра, сестро. Уште едното дете на мајката. Кај вас имало некогаш проблем? Немало никогаш проблем. Пошто ти рече дека се запознавте заедно со Ненад. Мажми и Ленин повеќе се слушаат и се допишуваат отколку ја Ружица или ја си тој. Цело време се на линија, немаме, ние сме заедно фактички сме. Мене се случувало обратно, јас да барам нејзе кој ќе сакам да добијам, ако не успеам да добијам, да ја добијам преку Ненад. Да ја побарам каде невестава што не се јавува. Да. Нече Зорке, ти ја знаеш бившата ми жена, се запознавте некогаш? Физички не се запознавме, неколку пати кога доаѓаше, јас не знам кај бев. Меѓутоа знам точно за кого станува збор, мислам дека телефонски нешто така слично си имаме слушнато и кога тој дојдоа неколку пати децата, по фотографии веројатно има видено. Добро, со бившот имало проблем или немало проблем? Не. Немало ништо. Па немало ни контакт, претпоставам. Добро, да разрешиме. Добро. Ај сега да Мада прашува бившата за тебе, вика. Нека прашува, па има за кого да прашува. Трето дете, во теке со сите работи. Како бабичката на радио, ова дете кој е ти? Од кој имаш ти? Викам, добро. Колко е добро. Сега, ајде кога веќе ги спомна децата, имаше едно интервју и кое што ти го даде, нели? Кажа дека прво си станала маќа, а потоа си станала мајка. Да. Тоа значи дека твојот сопруг имал дете, Да. така, но се бориш против тоа да во приказните секогаш се зборува дека маќејата мора да е лош. Нели? Така? Нели? Да. Имено приказната на Пепелашка маќејата е страшна, Снежана маќејата е вештица, сака да ја уништи. И така натаму, и така натаму. Во мојот случај, а и во моето обкружување, по некоја случајност познавам неколку маќи кои што одлично си ја работата, односно улогата да воспитуваш дете кое што биолошко не е твое, но е твое. И то не знам како да го објаснам на луѓе, затоа што живее со нас, го воспитувам, го гледам, го тешам и така натаму. Никако не сакам, нити некогаш би размислувала нели на тоа да се ставам пред неговата мајка, затоа што неговата мајка жива здрава, фала Богу, тука е, иако не е можеби физички во приказната, секогаш ќе биде тука и треба да биде тука и тука е местото. Во однос на тоа, најголемиот комплимент што една жена може да го добие е ова што ми се случи мене, а тоа е нашиот, односно посинокот мој да дојде да живее со нас и да биде покрај брат мој и сестра му. Така што кај нас нема полубраке, полусестри, тоа не постои, значи тие си се крв, брат и сестра и ми е многу драго што се почувствувал безбеден и пријатно баш овдека, иако јас биолошки не сум го родила, иако многу луѓе што не ја знаат таа приказна, мислат прво многу си наликуваме еден на друг, не знам како е можно тоа. Едно време кога беше побуцко и повеќе си наликувавме, меѓутоа сега е цел дечко. Како е со односот со неговата мајка? Прекрасен. Можам да ти кажам дека сме, си праќаме редовно подароци за 8 март. Види, една работа не смееме да забораваме. Ако врската помеѓу мајка му и татко му на посинокот завршила, неговата врска со мајка му никогаш нема да заврши, нити па јас треба да бидам на страна само заради тоа што се развеле, нели? Јас сум начекала чиста ситуација во кога мојот сегашен сопруг нели си барал партнерка. Тоа дете па најмалку е крива, а од друга страна па таа љубов е толку сладка, особено кога знаеш дека до претходно не си го познавала тоа дете, а сега дел од твоето семејство и го сакаш подеднакво, затоа што јас кога се дерам, да ми простите, се дерам по сите исто. Не можам да го манифестирам сега тука повисоко, тука пониско. Тоа било на почетокот, можеби кога не сме се познавале, ама веќе е 5 години со нас и така една динамична, пријатна атмосфера. Од друга страна па мајка моја е стварно прекрасна жена, тоа што не му дал бракот. Тоа е тоа. Тоа не е воопшто, да. И сега кога зборуваме за мајка и маќа, значи обично кога стануваш свекрва, сега стана, нели, свекрва и прашањето е тоа, ти рече дека си добила ќерка, меѓутоа ти ќе бидеш мајка или ќе бидеш маќа, пак алудирајќи нели на тоа дека нели маќејата мора да биде лоша. Да, ќе бидам мајка на саканата на мојот син, што ме таа или ја одбрал мојот син, апсолутно таа е моја ќерка, моја душа. Но кога сакав да спомнам, на Ружица на Ленин исто го чуваше со таква љубов,
Томче, од неговиот прв брак. Сега вака како зборуваше баш ми дојде сета дека тоа е големина. Кога ќе прифатиш дете од другиот брак затоа што си го почитуваш сопругот и го чуваш тоа дете и покрај тоа што имаат 3 керки. Па реално ти во тоа дете го гледаш сопругот. Не можеш да не го сакаш ако си го сакаш сопругот. Има секакви да речеме, секакви втори сопруги. Не сум ти од приказната, да. Исто со снашката и со зетот, исто така. Моето чедо си ја одбрал својата идна сопатничка сегашна сопруга, ја не можам кога неа да имам никакви други чувства освен љубов, затоа што си го сакаш детето и си ја сакаш и Адри. А ја тоа го кажав буквално не начека на свадбата. Маж ми кога види микрофон вика: "Шо е бебе, кај си ги викнал пак од телевизија?" Мислеше дека ја бе збуната, нели? Ти збори, ја не зборам, викам сед позади мене. Навистина беше нешко сериозно болен за време на ковид. Баш беше критична состојба и Адри остана со него. Не ја реков оди дете ке мајка ти. Она имунитетот јак, малку имаше температура, овој 12 дена болен дојчен со 40 температура, тоа параметри имаше троцифрени. И таа останува ке него и сека мила другарка ми оди да го види нешко посета, вика: "Дај бе го носиме детето болница, не е добра." Отварам врата, гледам едно бабица, вика: "Па затоа овој син ти неќе болница да не е луд кога седи дома." Фино е, да. Тогаш него мирно и стојам што остана со него. Тоа е баш така. Да, па да, во ковидот беше тест исто така и за многу пријателства. За пријателства, кој беше беше болен, ковидот. Кажи. Она доста трчаше околу Да. мене исто кога јас го добив ковидот, ми контактираше со болницата, болничари, доктори, ги праќаше дома, Да. често да ме посетуваат, да ме тестираат, па неколку пати мислам дека и донесе нешто за Супичка. Тебе и јадење. Магде бевте болни. Да, Магде, скерка ми беше Ружа изолирани цело време беа. ја инсистирав да нема никој во станот. Не сакав да нели се заразат и останатите, меѓутоа ете. Да, болеста е навистина. Пријателството се гледа тогаш и јас исто повратно направив еден гест. Кога нешко се разболе. Не за нешко и за тебе. Да, и за мене ми нешко кога се разболе трчаше. Значи не не трчаме одма кога не над сопругот се јавува паника, Тања, лоши резултати, гледај што ќе правиме, кај ќе ја носиме, ќе треба да иде во Систина и кажавме тогаш ние сме, викам, фамилија. Таа е наша, што треба тука, воопшто да не се секираш, се ќе биде обезбедено и ќе го решиме. И тој до ден денеска тоа го спомнува како голем мој гест што го кажав, иако немаше никаква реализација. Некој пат ете само зборот е доволно да се направи. Така се почита. Исти ситуации имате, а? Иста, ама не баш иста. Кој за кого? Може сте поздрави. Ние всушност не знам, не бевме болни, никогаш не се заразивме официјално, иако јас никогаш добро, не мора за ковид за некој друга. Си го предава. Кажувајте што болести имаш? Не, Од што е болен, кажи. Не, за многу убаво. Дента кога отидов да се тестирам со првото дете кога останав времена, го викнав него. Не знаев прво дали е или не е и не сакав да го израдувам лажно сопругот дека можеби се сомнавам. И му ставив: "Дојди со мене." Многу ми е паника. И дојде со мене и додека го чекавме тестот за крв тие 2 часа, ја мислам дека не знам што све ни ти зна, кажа, појма немам што се дешаваше. И многу беше јако кога му честитаа, честитам. Не е мое. Се тоа него туку изрекаваме пријател кој што работи таму и вика како што грла тик-так. Ај, дали е трудна. Зошто се вика за тест за бременост? Ајче не вика не е мое. Ама ќе си го сакам. Долго време беше ова тајна. Ми беше некако, што знам, не ми беше непријатно, ама така сакав да си го чувам за мене како момент, ама не на дружба. Викам на сопругот, извини, морам да ти кажам, тик-так знаеше. Тоа не е големо разочарување. Зошто? Затоа што ме закон, значи никогаш на никој да не си кажал за ова тајна. Ама ти да не кажеш, тоа не значи јас дека не може да кажам. Гледаш, ама ти зошто ми го извртуваш малку? Јас реков ти на никого никогаш да не кажеш, да не се слушне, да не рече еве, јас знаев пред тебе дека И уште не кажа на никого, гледаш можеш да ми каже мене. Јас кажав. Гледаш, И рече ти мене ме заколна, а ти на сите кажа. Па викам, тоа е многу убава информација, зашто? Ти си ми многу близок човек у живот. Така да тоа. Така, добро. Значи тајните повеќе ги држат мажите? Така ли чекај гледам да видиме? Од закана? Во секој случај, зборувам за мажите, пошто мажите како мажи баш во вистинска смисла на зборот, пошто рековме дека има некој кој што
Ги Добро, викаат сега. мачки, ама се... Женски С карактеристики. големо М. Така, значи, Така, не да. издавате вие никако тајни ни под, например, со пријатели со кои што си се скара. Дали и нивните тајни уште ги чуваш? Да, во секој случај нема за мене не постои причина да се зборуваат тие работи. Па особено ако со некој кој што си бил поблизок, не си веќе и го кажуваш отпосле, мислам тоа многу некарактерно, многу уште попогрешно. Добро, има ли некои работи кои што се забранети да се кажуваат за пријателите, за да меѓу пријателите за да биде безбедно пријателството? Не знам, има ли некои теми кои што не би требало да се од она што статистички што сум гледала, значи не смееме да разменуваме ставови за партнерите доколку се поинакви нели од она што мисли другарот, другарката. Не би требало да зборуваме се за финансиите и никако не е дозволен надпревар меѓу себе. Значи тоа се некакви, да речеме, области во кои што ризикуваме пријателството. Како е Тања? Ајде Тања, ставови за партнери Финанси не ме интересира тоа и да ми каже И онака немаш, и онака немаш кај него се парите. Во бизнис можеш се што сака да ми каже и се што сака да ме праша, ако ништо не ме одговара можам да кажам, да реагирам некоја граница да ставам, иначе тоа е пријателството и кога е незгоден, и кога е нервозен, и кога не му се сите кози на број, знае да биде некогаш и така, меѓутоа апсолутно ќе го изслушам и ќе го разберам, исто и тој мене. Да му плеснеш во фаца и да му кажеш не си Ленин сега да, во или да право. го искритикувам за нешто ако не ми се допаѓа, исто и тој мене, но тоа секогаш гледаме да не биде театрално, да не биде некој поради тоа да не почувствува дека сме у некој таков разговор кој е, како да кажам, не дебатен, туку е диалектика. Размена на некои ставови кои не ни се слични. Ние немаме за многу работи слични ставови, баш сме различни, да, ама на крај ќе најдеме некој компромис и ја учам од него доста. На што најмногу се разликува? Што е различно? Рековме Едно за време многу политички бев. политика, Таа тема сме ја зборувале. Многу сме озбилно, имале како од и мене ми различни е опции сте? сме биле. Не, Да, она не, јас сум кој победи во моментот? Нешто и двајца на Она е опозиција. не, како- опозиција сме веќе таа, ама јас сум не зборуваме за партии, него за опции. Она е левичар, јас сум Јас сум десничар. социјалистички воспитана. И мене еден период кога имаше така левицата некои непристојни активности во кои што она учествуваше, сериозно и забележив. Сега ќе се И испокараме. се Ја да не излезам со студентите, за тоа не е непристојно. Ама За не беше за студентите. студентите беше за Значи и ти излезе во еден во еден собир на некој протест кај што се Така, веа со многу моите различни колешки, знамења, колеги од- како што беше така е. знамето на голема Албанија. И јас да не должам многу, значи она што сум јас задоволен е што после многу дебатирања, многу разговори на таа Свати тема, дека не е управо? Не, се- управо сум. За пленумот Не како да може разговарувај. за пленумот? не збориме за пленумот сега, А значи. пленумот беше тоа. Не, збориме за пошироката структура тогаш кога После кога се закачија на кога беа пленумот, и кога го ти после искористија, така и ти е. после и самата се Јас се откажа. повлеков. Се повлече Така така Ама да слушај, Ленин, она те има проколна. Професор да станеш. Дали Да нема да студент? Кај вас имало ли Не некакво знам дали противставување сме за се- нешто? Освен бразилката, рековме, бразилката не. Нема, не сме се Нема тука представни, не. протестување, таму има илузија само. Да. Не, па, не сум се дрзнала воопшто никому во животот да му коментирам за неговиот избор за партнери, партнерки, општо зборувам. Најмалку па него за изборот на неговите љубави, така да Ама ти се свиѓа бразилка? па си одбрал он, ми се свиѓа што е среќен. Така Па малце. така е, така. Така Така да. малце. Па, Добро. Важно да е среќен. Многу ми е важно да е среќен. Дали ти се допаѓа што живее во Португалија? Многу сум среќна за него. Сега ќе ме расплачеш, а не беше овој план. Многу сум среќна за него. Знам дека му е остварување на сонот, ама сум многу тажна што не е тука. Да се вратиш. Ди кажеш на Бразилката. Бразил како фајна пинџери му Македонија да дадеме. Ќе се вратиш? Ја тешко прават. А ќе ја земеш неа таму? Ќе ја земам. Нон-стоп ме кани, Ја ја нон-стоп. карам цело време. Цело време, значи постојано, ајде сега да ќе дојдам, ајде после со мало бебе реално тоа каф пат, малку е сега во моментов невозможно,
Но тоа не значи дека нема да го изненадам. Знам точно кај живее. Само малку да се создават, Нема кај да сурфам, нема бродот чамецот кај да го паркирам. Добро, што да правиме? Да, он гледаше спречен така. Некои ставови нејзини не ти се допаѓале? Или еве што гледаш сега, нели она сега е нели во тој мут на мајчинство, значи и кога на Инстаграм многу комуницира. Види, сите проаѓаме низ истите фази во животот, меѓутоа во различни временски периоди. Тоа е научно докажано. Така да незините ставови се незини без оглед на тоа дали мене ми се допаѓаат или не ми се допаѓаат. Ама гледаш каква жестока дебата имаат они се. А ти не си толку дебата и едноставно тука имаме без различни потреба, ставови, ниту јас ќе го продолжуваме сменам ставот, ниту тој. Без оглед на тоа што во некои работи не ни се совпаѓаат погледите. Тоа е таа диалектика, на крајот ќе излезе некај. Не, зависи колку е тоа прифатливо. Значи и за пријател и за пријателка во секој случај треба да ги прифатиш и негативните особини. Не може некоја да ти биде или некој да ти биде добар само заради тоа што ги има добри, за тоа што ти се допаѓа. А ако го искаже тоа, да кажам, негативното или го видиш и сега одма Ама веројатно треба да имаш драматизација. некој, извини што ќе да прекинам, некој прак на толеранција, но и да ти е во ред да ги прифатиш неговите страни, затоа што преку некои страни не можеш да ги прифатиш и да ти се прифатливи нормално и да можеш да ги поднесуваш. Да, апсолутно. Да, заради тоа што мене еве сум имал пријатели кои што како можеш со тоа. Бе го познавам, ама он вака ќе. Знам и му простувам што ако го направил тоа. Го прифатливо ми е и тоа, а поготово пак кај некое блиско пријателство што зборуваме, треба да биде комплетно прифатено и да се има разбирање зошто е некогаш тако. Еве спомнавте, не знам навреди, ја сум се некој пат во некоја работа сум бил толку изреволтиран, сум се извикал и ми се случило да и криво ми било што сум употребил збор со кој што сум ја навредил, меѓутоа ете незината попусливост, пријателство, блискост ми простила и избувлив е по карактерни со мене, Ружо која сака децата, кој ги сака знае. Јас тоа викам, нема пред мене да им викаш не избувлив, е веќе кога кажа, меѓутоа има добро срце. Значи тоа има некој темперамент така импулсивен, мене не ми се случило. Јас сум тип кој никогаш не може да ми помине преку уста. Тие карактеристики кои што нели се негативни, меѓутоа ги прифаќаме. Зашто ако се фатиме се врегаме, ја него тоа има да биде војна. А вака тој кој ќе знае, јас тогаш ќе Зашто се разведе првиот? Немаше тој баланс да кјутиш да прекјутиш, туку ја избувлив, она избувлива и по овните на мостот, знаеш. Два остри камења. Не може, да. Два остри, да. Невозможно, така е. Некој мора да е потолерантен. Но ако кој кај вас потолерантен, кај тебе Тања свати? Не знам, зависи од ситуацијата. Знала и тој да се направи дека не слуша и дека не гледа, многу често јас сум знала да се добро, после ќе десавам и така да. Ти ми нема линија секогаш ти, а веднаш обрски веде работа со Португалија. У Ливцум, нема мрежа у Ливцум у многу често гаража. во последно време го користи. Сега ќе ми падне врската во Ливцум, ама не знам дали е стварно или не, треба да одам до Португалија да проверам, така да ќе ви кажам. А она вози и на втора линија е барат стално. Да, ама мене сериозно ме барат на втора линија. Си кажавте. Дајте да одиме на реклами, оти да не биде после рекламите тука нема два пара. Одиме на реклами. И еве се вративме, за време на рекламите заклучивме голтни. фативте на дело. Ај па добро де, еве напад. Ме фати на дело. Ајде. Ке кажете овој кај оди само јаде, мислам. Ти знаеш дека и све камери така на пример ме сликаат тик-так како бута тоа конопеите уста. Него раната бразил таму глава. Не, све на здраво. Гледаш ми тој да тука Така да ти е се карната и те сликаат сигурно стално. Сите PR шотови што ми се со нешто како јадам викам да. Таков приликот, да. Сакам да кажам дека заклучивме дека од оваа страна се нететовираните и се од Корчаги, но од оваа страна се тетовираните. Од кај заврши? Јас во Гуд завршив. Во Гуд. Како? Ете како случај. Тоа
се тие енергии. Да. Ама случајно си седнавме, скоро случајно, да. Виж на губалиците нешто не влечеш. Да. Затоа гледаш какви се енергии, тие кои ти се плашиш од мотори, те седнав до мотора, за да ти помине страва. Имам многу почитанија, затоа што знам дека не само љубов, туку може ќе се смееш, ама ми некако уметност значи да седнеш така, да тој став да го ставиш. Ама дали јас би седнала? Рече пред рекламите рече дека со тик-так ќе седнеш. Да, со тик-так ќе седнам, да. Со мотор си? Не, ја мотор не се качувам, опасно по живот. Не вика двама. Со тик-так и ако треба и на скирол. Ако треба, тоа е тоа. Од две тркала само точка. Глеј, ќе те убеди како ме од левица десница ме убеди. Да. Ше малку да вози мотор. Слушај, Те приближив, не те... После емисија е убедена. Добро. Ајде сега да ставиме во реални ситуации, затоа што се случуваат многу често и можеби ова ќе биде повеќе за гледачите, значи како тие да се снаоѓаат со другарите, другарките, односно дали треба да се откажат или треба да продолжат да се дружат. Значи имаме вака реална ситуација. Ние сме одлични пријатели, но нашите сопруги не кликнаа и не можеме да продолжиме да се дружиме заедно. Дали е во ред што сам се дружам со него, без сопругата, понекогаш чувствувам дека нешто кријам, ама многу си го сакам. Значи, кој совет ќе му го дадеме во ваквиот случај? Да го откачи другарот или да продолжи да се дружи? Значи, прашањава реална е ситуацијата. Значи, многу често се случува. Значи, другари од детство, откако ќе се земат, нели, сопругите нивни некако не кликнуваат, не можат да се дружат. Што прават тие другарите од детство? Се продолжуваат да се дружат, а чувството на вина дека ете некогаш кажувам, некогаш не кажувам дека сме заедно или нема врската? Ја чувството на вина е ако не кажеш. Добро. Ама никој не те тера да не кажеш, ти кажи едноставно, вие двајца не може да функционирате. Јас и човеко функционираме и нема причина со што да се... Да, окей, од другата страна па и сопругата биде разбран човек, да рече, окей, зашо па да не излезеш? Има такви пријатели, Горан, со чии што сопругите не си кликнала? Или, например, оние што биле поранешните пријатели од поранешниот брак. Многу ги сакам. Да, и роднини пријатели, да, многу ги сакам. Види, или кликнувам или не кликнуваме, без разлика дали биле од... Каква маќија си да, по сите. Нема зашто да не ги сакам луѓето, само затоа што биле устродство со неговата претходна жена, таман работа. Јас и не се сакам зашто родила приубаво дете, на крајот на кршата тоа што не изфункционирала, тоа е нивно. Тие пријателства, ајде, пошто и си имали ти поранешен брак, нели, и претходен брак има, кога се, нели, ствараме пријателства, кога сме во брак. Чии се тие пријатели кога ќе се разделиме? Види, остануваат на сите, затоа што пази, имам ситуации со другари кои што долги години биле со сопрузите и со сопругите и кои што се развели, тоа се развеле, ама она закрвено се развеле и сега се прават дека не се знаат, а јас комуницирам и со едните и со другите. Значи нити вие сте ми искривили, нити вие. Јас имам калимерата со сите. Така да тука не правам делба и мислам дека ако културно се разделив со некој, воопшто нема потреба сакаш да го зачиниме, да игнорираш и да... Еве ти го сакаш и Горан и мене ме сакаш најмногу на свет. Ако ние, не дај Боже, двајцата ќе останете мои другари. Не може, аз ќе ти речам. Еве гледаш, сега зошто она да ти не рече не може, ако ти рече ми каже не може, ја ќе кажам тоа се коси со некој од моите. Не, мислам дека никогаш нема престана да биде пријател со Горан. Не. Со сопругот. Ако те услови? Не би го условила. Нема да ме услови. Зашто не е право пријателство? Да, нели? Ако има условувања, Шо пиеш за муавето, почасти го може. Дај да ти ставам винце. Добро е, фала. Добро е винцето, добро. иде со сиренце, завршуваат на це. Сиренце, да. Има, види, имам многу разни случаи. Јас, например, имам случај кај што со еден другар од детството, значи, пошто јас многу помлад се оженив и сме биле многу блиски, сме се дружеле, јас кај него, тој кај мене цело време, од кога се ожени, преку ноќ прекина пријателството, дури ни на свадба не ме викна. И што се шокиравме сите, беше чудно, меѓутоа. Жена му ете се случи. Кликнал. Да, нели? Така ми нешто се Имам и ја случи, таква што се случи, ситуација. нити прашав. Така? И што се прави тогаш со тие пријатели? Не знам, го сретнав после долго време онака, не ни сакав ни да прашувам ништо, беше така формално. Како си, шо преше, и не сме се виделе одамна, да се видиме толку. Ма не ли е фер да кажеш? Например, не знам, ама еве ако чекај да го слушам неговиот Ја случај. мислам дека нема разбирање меѓу брачните партнери и еве конкретно двајца другари имам кои што откако се оженија,
црна дупка да ги изеде. Така е, бе, тој ми беше мене и девер на свадба. И пази, од друга страна... Тој кога правеше не мени по. Од друга страна ти се обидуваш, нема фидбек од нивна страна и сваќаш дека тука најверојатно брачниот партнер игра улога во финалниот ауткам на тоа пријателство. Едноставно најверојатно поставило услови, твоите пријатели више нема што ја да барам со нив, имаме наши пријатели у брак, значи ти ќе се јавиш еднаш два пати да искочиме, он ти вика абе не можам, и на крај сваќаш колку е сати, дигаш раце. Да, на крај на гриштото па ако не сака никој да те дружи веќе, значи не ми е таму местото. Значи можеби не бил за тебе. Или Да, ти е апсолутно. криво ти е? Не. Не ти е криво. Не, нема шо, тоа. Не ви е криво, добро. Види како поише старееш, Ленинке се сложи со мене, се повеќе сваќаш кои ти се вистинските пријатели, така е. колку ти се бројот на луѓе сама од телефонскиот селекција именик ти станува све помал и помал. Или бар оние броеви кои што ги вртиш. Така. И немам ја, еве јас во моето искуство, веќе 58 години, јас немам такви пријателства, имам познанства, меѓутоа другарства, блискост како што ги имам тие од детството до негде до 20 години што сум ги стекнал. И она што кажа, немам стекнато некои нови другари во подоцнежниот живот, да кажам, додека си бил. Ами многу е тешко. Тања нели е стекнато друго? Не, Рекол другари 2007 тоа е 18-19 години. Да, зборам за другари, друг тип на другарство, кај што се Ќе одам на машките нешто друго другари. кое што исто така е многу битно, а тоа е кога нели еден од пријателите напредува, другиот нели заостанува и се случува да нема храбрење, односно да нема кажување браво, еве реална ситуација. 15 години работам, напредувам, сменив 2 позиции, сите околу мене ми честитаат, освен мојот најблизок пријател. Ниту еднаш браво, ниту едно прашање за мојата кариера. Такви ги имаме и сме ги имали. Така ли? Или ги немате? Нема. Нема такви да не ти кажува браво, да не зборува за твојата кариера. Имало, да, непријатно е. Непријатно е затоа што очекуваш подршка од таа страна, затоа што веројатно и ти си дал подршка кога било потребно. Но ако мојот успех за било што некому боде во очи, значи ние не сме искрени пријатели. Од друга страна, некаде читав дека ние сме просекот на 5 луѓе околу нас, не сум сигурна како беше точно направено, па јас сакам да бидам просекот на 5 успешни луѓе околу мене. 5 луѓе сме. Да, ме сакам да бидам обкружена со убави луѓе. Ако тие се срекни, таа позитива јас ќе ја примам, ќе ја црпам. На крај може да научам нешто од тоа. Така да мислам дека не е пријател кој што не ти го цени успехот. Каков и да е. Ама и двосмерно е тоа. Јас познавам луѓе кои што успехот нивни, да го кажам, ајде, не мора да е под наводници, резултирал со тоа што тој се променил во начинот на комуникација, општење, значи се дигнал или смета дека е сега нешто битно или ако успее, особено тие што добивале некои функции, толку се менувале преку ноќ што јас не сум можел да разберам како е тоа возможно. Значи некој човек кој што бил толку скромен, толку добар, толку близок, толку фин, наеднаш станува некој дрзок монструм кој што не го препознаваш едноставно. Така, кажи анекдота. Апропо ова, еден мој пријател познаник пред одреден временски период стана висок извршен функционер во централната власт и денот како го назначија, се јавува и вика, слушај, брзо да пиеме кафе, посто кој знае што ќе ми направи фотелјава за една недела. Тоа е fair enough. Не, така е, знаеш кога, и јас го пратам тоа, значи и од прилика знам, тоа се луѓе кои што се немаат изградено или немаат добиено почитувањето заради вредноста нивна, туку ја го очекуваат почитувањето што функцијата ќе им го даде. А кај нас, за жал, најчесто луѓето добиваат функции кои што не ги заслужуваат и се случуваат такви работи. Јас сметам дека требаат луѓето да те почитуваат па да добиеш функцијата, а кај нас е обратно. Така, и сега останавте последното прашање, дали пријателите повеќе се филтрираат кога е доброто, односно кога сме ни доживуваме успех или кога е лошото. На тоа размислувајте, да ви ги дадам подароците, Да се happy time, однесете дома, подароци значи вие дур мислите. Значи има многу подароци.
Рековме, Осоговски млечни производи, значи сиренце, кашкавалче, путерче, значи плюс да запишуваш тука рецептите, што рече, нели, да, и после Времето на печење. времето на Да, печење. тоа мора да се повели. запише, благодарам. Реков, значи со Осоговски млечни производи оди Захарчев винарија, Станушина, значи ова е една мала винарија, македонска, повели. Благодарам. За девојките имам Ладрија Козметикс, ова е еден мист, значи ќе го провериш. Одлично. Чекај, имам уште. Сега ова не знам за мажи, за жени. Стави ги долу слободно, спушти ги. Значи овдека Маша, Дедо Мраз да, дошол прохигиена, значи имаат за вас за чистење. Значи генерално чистење, сега нели доаѓа нова година, ма имате све да чисти. Не знам кој ќе чисти. Дали Ако си другар заедно ќе чистиме. Еве, заедно ќе чистиме, да. Знаете дека не. Повели, истите ги имате Благодарам. сите. Значи се грижиме за здравието ваше, да имате витамини, минерали, кенди тука, шумливи таблетчиња. Сега што ставиме едно енерджи да видиме. Во виното? Во виното, да. Во виното е вистина, да, не за тоа. Натура терапи, исто така ви имаат спремено за имунитет, значи доаѓаат благодариме. нели денови, еве бронхопротект, знаете, доаѓаат денови на вируси. Да ми бидете здрави, живи, за пак да ми дојдете. Да. Повели Бела Пац, значи тоа се хигиенски глушки кои што Ја се се немам каде да органски и ќе ви ги поделам, значи таму ќе поделам и тука да дадеме на бразилката. Можеме Нема одма потреба. таму да ги проследиме. Да ги Има проследиме? сум веќе 4 години. Ајде. На снашката. Повелка на може. може на снашката, да. Значи Бела Пац и за тебе и за снашката. Благодарам. Ќе носиме у Бразил. Ќе носиме. Ќе носиме у Бразил, добро. Поздрав од повели. Македонија. Што ти донесов од Македонија, улошки и кашкавал, па и ти носели од дома. Мене не ми давајте зашто ја по една да ги делам на овие мои женски што ми се дома, нема да стигнат. Имам и за тебе, има Mint Fintech групацијата, значи имаат една супер апликација, значи тркало на среќата, која што можете да си ја симнете, значи и да добиете разни подароци. А на моите драги гости, значи ќе им доделам подароци, а вие ќе си ја симнете апликацијата и може да си играме после тоа да видиме Договорен. каква награда ќе добиете. Па толку со подароците. Па Сега можете ли надаруваше. да ми го заклучите целиот разговор, значи со Да. на последно прашање, значи кога или што е најголемиот тест за пријателство? Дали се тоа лошите работи или се тоа убавите работи? Зборувате од ваше искуство. Ајде. Убавите. Убавите работи се Да. тест. Затоа што кога се случуваат убавите работи, постои можност да се јави љубомора. Добро. А лошите, ќе буткаш, ќе го избуткаш некако. Така, но во лошите работи можеби и не сите знаат како да се однесуваат, нели? Па види, живееме у поднебје у кое што многу почесто се случуваат лоши од добри работи, така да мислам дека многу полесно пливаме во лошите отколку што пливаме во добрите. Добро. Тања, што мислиш ти? Каде е тестот? Пријателството се најпријатното нешто што може да ти се случи во животот и треба да се негуваат исто како љубовта. Меѓутоа многу често се тестираат кога имаме непријатни моменти, непријатности, да видиш каде е пријателот кога навистина не си добар, не ти е по кејф или нешто ти се случува или тонеш или нешто што би рекол Njegos во Горски венец, на муци се познае јунаци, на мака јунак се познава, варно лесно е да си арен. Така што можеби е тест кога навистина онака не ти е по кејф и не ти е нешто како што треба и баш си незгоден и непријатен си во тие периоди, тогаш може да го тестираш пријател дали ќе остане со тебе и по таа цена. Значи Добро. кога е све арно, кога се гледаме, кога е хи ха, тогаш и може да ги видиш лицемерните пријатели кои се со тебе затоа што ти е арно. Добро, окей, имам еден тука. Да, Значи, јас би се сложила Ти си повеќе, да. Сега мислам дека во лошото може да се тестира повеќе, зашто кога ти е лошо и ти никако зрачиш лошо, ако ти е вистински пријател, ќе препознае каде ти треба помош, веројатно тука е за да ти помогне да се подигнеш пак назад. Така што би рекла во лошото веројатно. Добро, 2-1. Ајде. Играме пенали. Ајде, да. Ќе видиме сега. Јас ќе направам равенство. Значи, сметам дека е подеднакво исто и успехот и благосостојбата, каде што на тест е пријателството од тој што му се случува благосостојбата, и од друга страна, тамо каде што се непријатностите, односно проблемите, е тест за оној пријател кој што те гледа во таа неволја. Значи, ако
ти се случуваат убави работи, за да се докажеш како добар пријател, треба ги споделиш со другарот, со пријателите. А ако ти се случуваат лоши работи, твоите пријатели треба ти помогнат. Така да за мене тука е равенство и двата се на тест и ако едниот потврли, значи не е вистинско пријателство. И сега, во што се препознаваат? Значи, пата сме? Така кажа. Добро, ние двете се согласивме ово изедначување на фактички сме сите со заеднички именител дека пријателствата треба секако траат и кога е добро и кога е лошо. Времето е показател на пријателството. Времето, ако обстане, времето е тој е тестаторот. Така е, па на крајот да завршиме. Тука не кажувам зашто гласам ја, иако малце повеќе на кај него ми влече. Ама добро, еве, да оставиме да биде нерешено. Ви благодарам многу што бевте мои гости. Ви посакувам уште долги години вакво убаво пријателство да си имате и на повозрасни години да ми дојдете пак тука. Нешто помеко тогаш ќе одберам, пошто не знам каква состојба ќе бидат забите. Да. И да се гледаме само заедно за убави работи, можеме да наздравиме, наздравувам и за вас, драги гледачи, се гледаме во следната епизода. Поздрав!